Да, се враќаме во емисијата да посетам гости Филип Петровски и Стојанче Ангелов. Петровски пред овие избори повторно се реактуализира на идеја, вечна идеја во македонската политика да се смени изборниот модел, една изборна единица, отворени листи. Мислите ли дека има искрена желба за тоа или дека големите партии тешко ќе го дадат монополот? Големите партии нема да го дадат тоа што го поседуваат или што мислат дека имаат право на природно право стекнато, а тоа е целосно да го поклопат системот. Меѓутоа се покажа дека овој изборен модел не е добар за државата, ја сузбива демократијата и не дозволува помалите структури или структури што размислуваат поразлично од големите партии, неовисно и македонскиот и во албанскиот блок, да се пробијат внатре во политичкото милје, барем во собранието. Тоа доведува до абстиненција на дел од гласачите, а мислам дека на наредните избори ќе се зголеми уште повеќе абстиненцијата, затоа што немаат избор за кого да гласаат. Ќе им се сервираат повторно исти ликови, не знам, од Шекеринска, Заев, Царовска до Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски и другите. Тоа народот сака да го промени, сака да види други луѓе. И треба моделот да дозволи да не станат пратениците кои што се партиски моќници, како сенаторите во Америка по 40 години да работат само една работа во животот, тоа е да бидат пратеници. Во спротивно, ќе се намалува довербата во политичкиот систем, ќе се зголемува абстиненцијата и државата ќе оди све понатака и понатака во оваа декаденција. Значи, во државата нема здрав развој, затоа што се едни исти луѓе во последните 30 години истото не го прават. Значи, не прават нешто, него не го прават. Ви имате пратеници кои што се 15 години пратеници, не можете да му извадите скоро дека предложил еден закон. Тогаш зошто е таму? Затоа што е близок до партискиот лидер. А зошто партискиот лидер го предлага? Затоа што овој модел му возможува да се окружи со луѓе, не е предизвикан според законот за партии, партиите се султанати, но останува надвор народот, останува надвор поширокото размислување, остануваат надвор интелектуалците кои што не се како да кажам, не влегуваат да наведнат глава и да прават компромиси сами со своите ставови, за да бидат подгурнати напред од милоста на партискиот лидер. Тоа мора да се смени. Очигледно е дека нема да се смени ако се прашуваат ВМРО и СДСМ. Истата таа рака што ги поставува, која што очигледно менува во оваа држава влади и прави се што мисли дека треба да направи, треба да тргне од тоа дека мора да има реформа на судството, но да заврши и со реформа на политичкиот модел. Да бидеме прецизни, малите партии кои неодамна поднесува иницијатива во собранието, единствена партија од условно кажано големите која застана за тоа е СДСМ и премиер Заев. Точно. Мислите ли дека тоа е нивна искрена заложба или Па јас се надевам дека тешко ќе помине, па јас се надевам, нема зошто тешко. Треба да го изгураат тој, да го изгласаат подитно, по скратена постапка, да биде една изборна единица цела Македонија и со отворени листи. Народот да може да бира. И не само политички партии, се надевам дека ќе се појават и групации на луѓе, еве да речеме вие што беа бойкотиран во време на референдумот, и да постават едни поинакви тези, народот да има избор, вака нема избор. Да. Ангелов, значи сепак Зоран Заев помеѓу мноштвото лоши работи според вас направи една добра. Која? Мора да признаете. Која? Се бори Македонија да биде една изборна единица. Дава поддршка на Како се бори? Дава поддршка со пресконференции кога ќе Стојанче, кога ќе го изгласаат законот, Заев кога ќе го изгласа законот, нека не повикаат на емисија, јас на тебе ќе ти пружам како на негов апологет, ќе ти пружам рака, може. Па не апологет е одбран, апологет е човек што брани. Ти го браниш. Океј, имам уште 10 минути. Не е наврада, не те вреѓам. Имам уште 10 минути. Ако ти го доживуваш зборот, па негативна конотација. Беше напика, знаеш каде на Груевски, сега ти најде да зборуваш. Добро, се нервираш. Се нервирам. Па види како не ти е срам во една ваква емисија да користиш такви. Мислам дека тебе треба да ти е срам. Значи Зоран Заев, ама ти немаш срам, опериран си.
Зоран Заев дали застана за таа идеја? Ама пресконференциите на кажувате Зоран сега Заев паушално. се исти како на Монти ВМРО, Пајтон. ДПМН, Кога ќе го остави ги изгласа, еве ти пресконференциите. кажувам, кога ќе го изгласаат Тој законот, има искрена со помош заложба на Заев, Македонија јас да ќе биде дадам, ќе ти една пружам изборна рака единица. тука. Но Јас имам таква ВМРО, доброст. ДПМН и ДУИ не дават подршка. Како да Па обезбеди што е гласови битно без тоа? нив? 61 треба за изборен Не е законник. така. Изборен законник е нешто многу сериозно. Како може без Еве ги има купените пратеници што ги Кога амнестираше. досега имало такви крупни, да речем, промени во законот, во изборниот законник? Значи индијанските за да- поглавици, како што е Али Ахмети, не знам и некој друг, ако они не сакаат, не е Види битен какви прогресот на паушални државата. изрази користите. Тие Па нели индијански се поглавици поглавици? во наводници некој ги избрал, некој ги избрал. И они тие сега се нема да лидери ни на партии. дозволува да се Па смени тие изборниот имат тела модел. во партијата, имат подпредседател, извршни одбори, централни собранија. Значи вие сега многу го поедноставувате тоа. Многу Значи едноставно. лидерот спие и ноќта ќе му текне една идеја Да. и утре Да. реализира. Без да ја преслуша Кај Али со Ахмети е така. макар и тесното Па раководство. знаеш дека 100 пати му Кај Али велеа Ахмети. како сака да одлучи Па, за не верувам дека за е така. коалиција. Ако е така, тогаш друг ги прави тие работи. Не Тогаш се верувам слаб дека Али познаваш, Ахмети е него пратиш. добро На волен. него му дава карт бланш да одлучи дали ќе оди во влада со ВМРО, со СДСМ, Од бидејќи страна. партискиот лидер е се моќен, разбира се. Од страна и тоа на го имаше во медиумите, ако си го заборавил, од страна потсети на се. владеачката коалиција има поддршка Македонија да стане една изборна единица и тоа се надевам без долен праг, но со затворени листи. Затоа што отворените листи ќе го комплицират процесот на гласање, бидејќи доколку 30 на партии учествуваат на парламентарните избори и сите предложат по 120 кандидати за пратеници, ќе имаме околу 3600 луѓе на гласачкото ливче, што е многу тешко гласачот да го пронајде оној за кој што сака да гласа. И можеби за почеток би било добро Македонија да биде една изборна единица, но повторувам без долен праг. Стапицата лежи во долниот праг. Доколку имаме долен праг, да кажеме од 3%, тогаш повторно ќе требат повеќе од 25-30 илјади гласови во зависност од излезноста за одредена партија или помала коалиција да освои пратеник. Но без долен праг, секоја политичка партија која што ќе освои над 8.000 гласови, повторно ќе кажам, во зависност од излезноста, ако излезноста е ниска, можеби и со 6.500 гласови да се освојува пратеник, и тоа ќе биде можност за малите партии да влезат во собранието. За илустрација, нешто што овие денови верувам дека гледачите можеле да го видат, на последните парламентарни избори, одржани во декември 2016 година, коалицијата ВМРО за Македонија, составена од ВМРО Народна партија, Обединети за Македонија на Љубе Бошковски и Достоинство, освоивме околу 26.000 гласови. Да беше Македонија една изборна единица, ќе имавме два пратеника сигурни, но тогаш и гласачите ќе беа охрабрени повеќе да гласат за нас, бидејќи ќе го немаат чувството на фрлен глас. И верувам дека ќе освоевме повеќе од 3-4 пратеника. Воедно и Левица ќе освоеше еден пратеник и третиот блок, коалицијата од Павле Трајанов предводена, ќе освоеше еден пратеник. Но за мене е важно дека и во 2014 година Достоинство освои 9300 гласови, ние и тогаш ќе имавме пратеник, и во 2011 година кога освоивме 8900 гласови. За жал, десница на Филип Петровски во 2011 ќе можеше да освои советник во некоја помала општина. Чекај се, нели сум бил напикан на Груевски, така збориш. Зборуваме Ти зборуваш во периодот паушално, кој период? пред да се Кој напикаш период? таму каде што се наоѓаше. Не види, зборот Пред што го до користиш, 2011 напикаш, тоа совршено одговара за тебе. Ти си напикан. Кај Заев. А знаеш сам каде. Поточно. Тоа е вашето. Не е убаво да го кажувам тоа во Величе и јавност. на нивото Не, во ова е емисијата. само вратка да ти го вратам зборот бидејќи не го прифаќам. За напикување ти си сега човек за анализа, те анализира цела Македонија. И не само на Заев, и на Учака им се упика. И тоа ти е одлично. Така е, затоа Да. сега, господине Еве Петровски, затоа владеете. одете на Ама еве новите владеете. парламентарни Ама вие избори владеете. и освоите И тоа што владеете се пратеници гледа и како поведете владеете. земјата напред. Затоа вашиот ваков став и вашата реторика можеби имат одредено влијание кај одредена категорија на гласачи, но за жал на избори не се математиките се Па затоа поеднакви. моравте да му се напикате на избори, Заев, гласачите. А зашто се во напикате на 2011 Учака, година тоа не ми е за јасно. партијата која што Значи- јас ја предводев гласа 8900 гласачи, за партијата која што прашете вие ги предводевте тие, ама 1500 еве, гласачи. вие сте супер, многу сте убав. Вас ве сакат 8 пати повеќе од мене. Меѓутоа, прашете ги сега Не би тие ви 8000, упатил таков комплимент бидејќи прашете ги ова е тие малку- 8000 од како сте напикани кај Учака, дали пак ви гласале за вас? Ова е ваше тврдење
И Па, во вие овој си момент објавувавте политичката партија Достоинство, Објавувавте, политичката вие партија објавувавте Достоинство видеа теже или се повеќе клањавте пред од споменици на 10.000 Учека? гласови. Јас никаде се немам клањато, однесов цвеќе на жртви кои што загинале во 2001 година како колатерална штета, жени и деца кои што сме ги убиле без да знаеме дека се наоѓаат во конкретната куќа која што беше нападната од страна на армијата и полицијата. И тоа е еден високо морален чин како човек, каде што оние кои што настрадале во таа војна, во таа конкретна битка, покажав почит кон нив и А тој што искажав беше до жалење вас, затоа тој што беше до вас, тој што беше до вас, дојде ли на некој македонец да му положи цвеќе? И дали некој од цивилни тие жртви? Па да, почекайте ќе дојде. Како? Почекайте, Кога зборуваме за да цивилни почекаме жртви. како влезот Каде во имаме Европска гробови унија, на- не, наредите каде имаме- 50-100 Каде години. имаме гробови на цивилни жртви? Значи вие не можете Карпалак да го споредувате со загинати Вие не можете да цивили. ги најдете исчезнатите македонци Вие не зборевме можете пред да ги година најдете, дена. ние Па ќе не ги ли најдеме. рековте дека работите на тоа? Каде полека, се? полека. Каде се гробовите Па, на затоа исчезнатите што во македонци? вашето време Да не ги не- сокривме, да не јавме да ги криеме. Па видете 10 години да не се направи, 11 години ништо Па во во таа 2 насока. години и 4 Денес, месеци колку што ги од му ги броите историска на дистанца од 18 Зошто не ги години извадите? Е многу потешко. А значи имате оправдание. 18 години Ама после затоа војниот можете конфликт да во положите Македонија цвеќе и да е се многу тешко. опитувате. Да, и по потреба пак ќе отидов. Дали Секогаш можете да отидете и ги пак? почитувам цивилите кои Убаво што би било загинале, пак да отидете. жени и деца. А на Нада Рачинова на споменикот на Учека таму положивте ли цвеќе? На ниту еден споменик на Учека јас немам А положено може е цвеќе. време и тоа да го направите. Па тоа мислам Бидејќи дека тоа вие е- ќе го направите. Нема не. Стојанче се губиш. Тоа е се ваше губиш. тврдење. Добро, Гледачите гледа и јавност. гласачите се тие кои што ќе кажат. Јас повторувам Затоа дека останете упикани сите таму каде цивилни што сте. жртви кои што загина во 2001 година треба да бидат испочитувани. Јас ги почитувам и сите загинати затоа што се дигнале да се борат за одредена идеја, колку и да не ми се допаѓа на мене таа идеја, сум се борел против нив и ако треба јас пак ќе се борам за разлика од вас. Како па седите заедно во влада? Исто како Колку што ќе вие се седевте, борите? тоа е нашата реалност. А Германија и Франција што правеа во Втората светска војна? Значи, се е сега во ред, бидејќи вие седите во владата и да не се секираме, ќе влеземе во НАТО и ЕУ, оправдано е положувањето на цвекињата Е висок и морален и човечен чин. упикувањето ви е оправдано, затоа што сте вие на власт. Добро, добра сума. Добра сума сумара. Гледачите и Да гласачите гледаат. се тие Да, кои што да ве ценат. гледаат убаво. Појавете се на Убаво наредните да ве избори. гледаат. Не е битно после дали ќе се пратеници. појавам јас вас, нека ве гледаат, нека ве ценат. Еднаш се боревте за Македонија, после отидовте да До ден положувате денес се борам за цвеќе. Македонија. И Ама- Македонија ќе биде таквите како вас ќе завршите на Вие се буништето борите за на историјата. платата што ја Вие веќе земате сте на буништето и на за историјата, позицијата што на имате политичката и се историја. борите со упикување Тоа на е заев. само ваше И тоа ве гледаат тврдење. сите. Тоа вие го тврдите. Добро, во ред. се извинувам да не се повторуваме некако влеговме во повторување. Да, убаво. Мислам дека ги кажавте аргументите неколку пати, а не истече и времето, така да почитуване ви благодарам на двајцата за ова учество, Благодарам за а покана. вие почитувани гледачи следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.